Не сакав ова денешна дебата да ја сведеме на ваков тон на разговарање, меѓутоа не можеме кога разговараме за сериозни работи вие секогаш да ја префрлате вината овде на собрание и парадоксално сега ја објаснивте токму она ја што го говори, вие го потврдивте и сакам да ви се заблагодарам во тоа. Ако ги погледнете потоа стенограмите, ќе видите како велите јас верувам во владата. Верувам во владата и тоа реков, да, во институциите ја издвоивте владата, верувам во владата, ама нешто сакам да знаете, сакам да направиме една разлика овде за вас да знаете. Верувањето е емоција, верувањето е нешто ирационално. Единствено само тоа може да ви остане верба во оваа влада. Затоа што знаете што е спротивно на верување. Немојте да мислите дека е неверување. Значи, спротивно на верувањето е знаењето. Вие можете да верувате и да не верувате дека ринглата е топла. Кога родителите ќе му речат на детенцето внимавај да изгориш, тој може да ти верува и да не ти верува. Ама во моментот кога ќе си го залепи рачето, повеќе не е во прашање дали ти верува или не ти верува. Знае. И сме завршиле со верувањето. Така, оваа држава е изгорена, господин Езеки Рамчиловиќ. Изгорени си и земјоделците, и оризопроизводителите од Кочанско, да знаете на кој што сега од полицијата истигнуваат покани затоа што протестирале. И изгорени се, затоа тие не веруваат. А вие можете овде да бидете и да се обраќате кон Бога и кон вашата влада и да и верувате. Меѓутоа, рационалното не може да се мери со ирационалното. Тоа што во секоја дискусија вие ќе го внесете ирационалното и со ирационалното не може никој да се спротивставува. Така на нас и на граѓаните и остана да знаеме дека имаме најлошата влада. Ако ќе кажам дека имаме најкатастрофалната влада, јас не сум критичар, туку сум наратор. Само ги кажувам околностите. А вие и мала група околу вас можете да се крстите како екстремисти, како да ги кажам, религиозни екстремисти, да продолжите да верувате во оваа влада. Стварно, сериозно. Само така можете да и верувате на оваа влада. Ви благодарам, господине Езеки